Почитувани гледачи, добро вечер. Петок, 21 часот, вие гледате Радар, подкаст Радар, а јас сум Сотир Костов. Ова е последен ден од изборната кампања и секако ќе збориме за изборна кампања. Ќе збориме за избори. Ќе збориме за изборната трка, за изборниот надпревар, кој што ни порачал, кој како слоган ни дал, каква програма, каква е понудата, кои се ветувањата, реални, нереални, научна фантастика или било шо. Воопшто не се мислев кого да поканам за вечерва. Еден млад господин, кој е, според мене, едно големо освежување на јавната сцена, млад аналитичар, ама како тргнал, ако продолжи така да размислува со своја глава, лично мислам дека ќе биде долговечен, дури му предвидувам дека ќе стане и стандард според кој ќе се мерат некои работи. Добро вечер, господине Лузим Фаризи. Добро вечер, господине Костов. Дали добро изговори Фаризи или Феризи, да не грешам? Фаризи. Да. Добро ми дојдовте. Ви благодарам. Ќе одиме ли на ти? Ја малку постар, ти малку помлад. Ова е плюс малце по така, по-слободен подкаст. Но тоа не значи дека ставовите ќе ги имаме исти како Божите сачу. Да. Први ви благодарам за вашата покана. Со задоволство дојдов во вашата емисија. Сум ја следил емисијата, но искрено да ти кажам не знаев дека вие сте, односно вие ја водите емисијата. Се надевам дека ќе биде ново освежување во медиумската сцена во Македонија, било тоа онлайн, YouTube или пак во социјалните мрежи, но сепак многу се важни гостите кои ви ги најважни за мене и ставовите што ги изнесуваат. И пред се најважно е за мене, а претпоставувам и за вас, а и за тие реалните луѓе, да ги известиме праведно сите граѓани во државата. А во смисла на тоа за понудите, односно за кампањата што вие во почеток, во вашиот вовед кажевте, ние ќе се обидеме на реален начин да ги искажеме сите, односно сите актери, политички актери, кои се надпреварот во овој локални избори и што им нудат на граѓаните за локално ниво, односно за решавање на круцијалните проблеми што ги имале со децении и што ќе им нудат во иднина за да се оправат сите овие работи. Некои политички партии имат и реални идеи кои не се потпират дури и со локалните избори, но тоа ќе го оставиме во делот на емисијата. Но пред се уште еднаш да ви се благодарам вам, а највеќе да ги поздравиме вашите гледачи, кои и во иднина ќе не следат, и тоа е најголемиот, како да кажам, поттик за ние да продолжиме во борба на кажување на вистината. Секогаш добро дојде за благодарноста, да ти одговорам. А дека во иднина секогаш кога не следат од твоја уста Божи уши, да ти кажам. Ја не сум никој човек на социјалните мрежи, ама на зрели, големи, возрастни години се обидувам да направам нешто. Ова емисија е малку концептуална, нудиме ние еден поинаков природ. Прво, вокабуларот го задржуваме на многу високо ниво. Не е ова Сотир од само вистина или од некои други кавги или не знам што све. Ова е Сотир домаќин кој правилно и многу искрено и честно ги дочекува, пречекува и третира гостите. Темите секој пат најгорливите, најболните, најактуелните, најакутните и така натаму. А односот кон публиката ни е како едукативен, воспитен, така и многу искрен и коректен. Се обидуваме бре малку да помогнеме во оваа наша татковина, во оваа наша земја, нешто подобро да оди. Ај вака сега. Вака само можам да ви кажам за ваше можда поголем поттик за да ја продолжите со вашата емисија. Јас секогаш кога сум гостувал на други емисии што се поврзано директно со подкасти, таму автоматски после еден низок мал период, односно од кога сум настапил, биле, односно 7 и ден денеска најпознатите подкасти во државата. Се надевам дека и вашиот ќе биде ваков, но јас не се сомневам во тебе дека како искусен пред се аналитичар, без разлика на идеите што може да ни бидат различни, не можеме сите луѓе да бидеме исти и начинот на комуникација, различностите, но сепак целта треба да биде
една, а тоа да ги информираме праведно сите граѓани. Бидејќи дека граѓаните, јас секој ден имам комуникација со нив, ми сретува, инспектор. Сега кога дојдов, еден ме застанува буквално Така? пред влезот и ми кажа дека те следам во сите, буквално во сите емисии, да не кажувам дека секој ден такви природно доаѓање на луѓе да ме поздравуваат, бидејќи тие односно јас во јавноста имам кажам буквално тие што чувствуват во нивната душа и што размислат во нивниот мозок и ние треба според нивните посакувања за да можеме да ја туркаме државата на правец кој ја сакат сите граѓани за да биде поубава. Кога се запознавме пред неколку месеца, да не речем година дена, ја многу те анализирав, да бидам искрен, мене едно ме бунеше, толку млад, а толку ги знае работиве, искрено и честно ги изнесува. Немаш стереотипи, немаш предрасуди. Ама на крај сватив дека тоа може и млад човек да го прави, бидејќи не си има време да се исквариш како нас постарите. Така да само држи го таа линија, сега не сакам да ти попувам, ама држи таа линија на честност кон публиката, кон самиот себе и нема да залуташ. Целта никогаш не ми биле во животот парите, затоа кога не ти е целта во животот парите, секогаш после е полесно. Така. Вака сега, последен ден на изборна кампања, чувме, видовме, разбравме. Јас ваѓам во оние аналитичари, во таа група, очигледно сум во малцинство, кои велат дека кампањата и не беше така лоша. Значи, еве да одиме со ред. Визуелниот дел на кампањата, ако не беше најиновативен, сепак беше модерен. Дискусот, ако отргнеме настрана она што го збореше Дуи и Левица на почетокот, овие вториве морбидни, овие другите воинствени, а СДС така ги промашуваше темите и целите, дискурсот беше нормален на останатите. Бар ја така мислам. Сега, дали таа диалошка форма веќе ги задоволува потребите на 21 век? Ја не знам, ама едно гледам, ова е трета карактеристика, мејнстрим медиумите ја губат водечката улога, полека социјалните мрежи некако ја фаќаат таа главна улога или поточно дискурсот се префрла на социјалните мрежи. За овие мои размислувања би сакал да ги чујам твоите размислувања, дали се слични, поинакви или едноставно какви се твоите размислувања и комуниколошката форма. Јас мислам беше директна, видовме многу средби со граѓани, па видовме и митинзи. Некои наши колеги велат надминати биле. Не ви рекол, можеби не се веќе важни како што беа, ама зашто и да нема митинзи? А кога чув од еден колега дека не треба да се оди од врата на врата, јас се згрозив. Тоа е основната форма на освојување на гласот, get out to vote, на англиски кажано, излези и да го својот глас, тоа е основната форма кога јас ќе почукам на твоја врата, кога ти ќе ме примеш или не, и кога јас ќе ги изнесам моите ставови, партиски, лични, на кандидат, градоначалник, листа на советници и така натаму. Наши колеги некои велат, не многу, ама една група, тоа веќе не било така, не требало така. Кои се твоите размислувања? Кој е твојот став кон оваа работа? Позитивен, негативен, она што видовме, чувме и разбравме од кампањата. Така генерално ниво, а потоа одиме конкретно. Јас малце ги гледам на друг начин. Ајде. Случувањата, односно политичките случувања во ниво на држава, а особено овие локални избори. Ниедно не научивме, за жал, од 91 навамо, дека во локалните избори се бира градоначалникот, човекот што ќе ја води општината. Да, што ќе ја менаџира. Ние некако не можеме во целост да излеземе од таа матрица, стара матрица, да не кажам не комунистичка, но таа националистичката. Еве ќе вземам пример. Зошто ќе го кажам ова? Во Англија, односно градоначалникот на Лондон е од Индија. Во Лондон само 2% се индици. Се друго или се поголем број се англичани, а другите се и другите малцинства кои живеат во тоа. Но тие го избирале човекот кој ќе ги води, односно што ќе прави реформи, односно ќе биде сервис на граѓаните. Кај нас се уште гласаме врз основа на од која националност доаѓа градоначалникот. Зошто го правев тоа?
оваа компарација. Сум го кажал овој став и во телевизија, сакам да го повторам во вашата емисија. Да го чуја. Што фајде имале македонците во град Скопје од Данел Арсова? Па Ја упропасти градот. Го пропасти градот. А што фајде имале, пример, градоначалникот на Кичево, Дехари. што е албанец. Што фајде? Али Ахмети нема канализација во Зајас. Значи, ние мислиме дека треба, односно јас мислам дека ние треба да излеземе од таа политичка фоскула, односно ние од таа матрица која има за цел по секоја цена доаѓање на власт, концентрација на гласовите со тие гласови после ќе прават пазари со другите политички партии, а единствената цел е делење на колачот на локално или на централно ниво. Кампањата многу е важна да се напоменува, прв пат го кажам во вашата емисија, дека била многу мирна. Зачудувачки. Една од најмирните кампањи што јас ги памтам во мојот живот од 94-та, 5-та, пошто 84-та генерација сум, така што човекот од јас памтам 96-та, 95-та. И буквално сите локални избори сум ги следел, пошто тоа ме влече, односно можда во тоа имам поголеми афинитети за да ги анализирам и буквално сега не можда на ниво на републиката, туку можда по општини тие што ме интересира, сум правил анализи како се движиле политичките партии и затоа кога имаш тоа не значи дека по дефолт би требало да бидат резултатите исти, бидејќи се менјат времињата. Во минатото ние сме имале особено во последните 7-8 години ние имавме тотално како да кажам уништување на државата, крадење на државата и легализација согласно закон. Ја крадата се уште има. И замисли, сите ја краде и пак има. И многу е Македонија. И многу е подобар животот од другите држави. Да прекине. Но јас мислам дека треба да се направат реформи. Многу е подобар животот од другите држави. Да, многу е подобар од другите држави, па истите луѓе ние пример во секој било време може да излеземе да пиеме по едно кафе, да идеме на ручек, да се видиме, да комуницираме, да делиме размислување, да се дружиме со кого сакаме буквално на момент. Тие нашите за жал кои работат надвор од нашата држава, кои неправедно ги иселавме да идат во диаспората, ја немат ова слобода како ние што ја имаме слобода. Но сепак ние треба да го користиме ова, не дека ние треба да се гордееме со ова. Ова ние може да не биде и слабост, но сепак ние треба да се трудиме повеќе. Да не кукаме. Да, но сепак мислам дека треба да го чуваме тој духот на традицијата, каде ние сме, каде ние се сакаме помеѓу себе, а тоа не е интересот. И да се почитува. Да, а не е интересот само за бизнис да правиме, да комуницираме, да се видиме или за кога не можеме со некого да се видиме, односно кога сме осамени, па да идеме да се видиме, било тоа со сотир или со друг човек, за да може да го таа монотонијата да го скршиме. Но ние треба да продолжиме во овој дух. Како се продолжува во овој дух, само ако имаме ние нормална, стабилна и просперитетна држава, на друг начин не можеме да го правиме тоа. А за тоа треба да внимаваме кого бираме. Еве сега ја биламе локалната власт. И сега имаме кампања која сега кога ги анализираш. Јас во почеток за тоа кажав дека не треба по националност не треба да гласаме. Ние треба да гласаме најдобриот човек кој ќе им служи на тие граѓани, односно на таа конкретна општина. Јас имам потекло од Сарај. Да. Мора да го кажам прв пат кај вас. И Реджо го знаеш, Реджо што беше од кабинетот кај Пендаровски, тоа ми е пријател. Не знам сигурно. Името и презимето не знам како Реджо го знам сам. Него можда го знам, но моментално не ми текнува. Јас имам потекло, јас живеам во Скопје, но имам потекло од таму. И замислете, гласачи има. И замислете сега. За прв пат во историјата ние имавме, знаеш дека имавме пратеник, амбасадори, 30.927 гласачи.
Не е мала, царе. Да, знам Извини точно што прекинав. колку гласовите. Да. На 30.000 има, пошто јас сум работел во минатото во наизбирачки списоци Списоци, така. и точно сум знал колку Припремам ја некои околу податоци, 29, ба малку 30, да те 30, рачкам да те збунуjem, ама сега за сега добро си ја терпиш. 29, 30, 31.000, сега точно колку беше не 30. Ова е најнов податок изваден од вчера, 33.927 Да, тука. гласачи, а жителите се нешто повеќе и еве и структурата да ја кажеме. Значи албанци 91%, бошњаци 3,2, македонци 3,9. Да. Тоа е структурата Да, на жители и гласачи. Да. А што на тие 91% што имале граничен Албан, што има направено во последните години? Ето, ќе ми кажеш, па ти подобро знаеш работа во Не, замислете колку се забегани во мозокот луѓето. Буквално може ова да го кажам. Јас имам потоа да ти кажам во Радуша. А овој простори имат општински? Кога на Да. минатите избори разнесувавме материјали, Исто бев јас, ангажиран еднаш од, да. ДИК, Да. е крсни простори, да ти кажам. Добра општина имат како Сара е како изградена инфраструктура. вака. Да. И сега замислете сега. За прв пат во историјата се инвестира на фудбалски терен. Добро. Мал фудбалски терен. Добро. Иде министерот за спорт од нашата држава и пред некој една недела инвестира таму 80.000 евра, односно за да не се повреда да не играат на бетон децата, им го направи тоа со меѓународни стандарди. Знаеш каква кампања правеше Дуи? Македонецот ги носел пари, што не треба од македонецот да ги земеме парите. Што бара македонец да инвестира во село? Замислете во кое дереже се тие. Тие подобро да се кршат децата, сакаат да се кршат албанските деца во асфалт, односно во бетон, отколку еден македонец да инвестира таму. Знаете зошто? Има Тоа не проблем. смееме да го дозволиме. Не смееме да дозволиме, ние сме дозволиле, затоа те се однесуваат така. Во иднина не смееме да го дозволиме. Еве зашто така. Пошто тие не ја чувствуваат државата. Еден дел, не кажам сите. Еден дел. Тие што прават повеќе, што ја краделе повеќе државата, пошто тие прават таква кампања. Односно кампања против Што изгубија државата. власта после 20 и некоја година. Замислете сега. Многу им е тешко. Кога законот не се применува во целата држава, ти не можеш да очекуваш дека некој треба да ја сака државата. Што значи државјанин? Државјанин треба, значи по дефиниција е правното поврзување помеѓу човекот и државата. Ова е интересна дефиниција ти е. Па да, Покрај ова е генетското, местото на раѓање, да. Ова е поимат на државјанство, што поврзувањето на индивидуалецот со државата. И што кажува и што е поимат покасно? Правата и одговорностите. Ние повеќе сакаме права. Не, За одговорности никој не збори. Правата и одговорност. Тоа значи, оние немаат одговорност кон држава дека треба да ја сака државата. И нашите не ја сакат Германија, во Германија, знаеш? Ево кој ќе оде овие што работат во странството диаспора, што кажува? Работат да заработат. Не утепа, не е добро, подобро е тука, вие уживате тука, но сепак тоа ја почитува државата. Ние не ја почитуваме државата. Зошто? Пошто ние не се сочуваме со законот. И сега тој пример во некоја село тамо, он ја сака државата, знаеш кој ја сака државата? Само на први. Кој ќе оди да ја земе пензијата. И он мисли дека Ахмети му ја дава пензијата, не државата. Он сега го поврза со индивидуалците. Не се додека ние државата ја чувствуваме како приватен имот, односно дека е имот на индивидуалците, тешко ќе биде кај нас. Дали Али Ахмети и Дуи не се обидуваат луѓето од руралниот дел од Македонија над кои имаат влијание да ги држат под стаклено звоно? Ти што го рече? Они дават, а не државата. Да, сега замислите, кандидатот за градоначалник на Сарај кажува, замислите, каже, во вашето село инвестирал министерот македонец. Што бара министерот да инвестира во вашето село? Исто како што рекол македонецки нам каже градоначалникот во Тетово. Исто е тоа. Тоа исто е. Тоа е таква. Ама македонците не мислат така. Тоа е македонците не мислат така. Не, коментирам сега овој што го кажува, тоа е Али Ахмети. Да. И сега и кампањата сака да имат албански општини. Замисли овие замисли се македонски. Замисли треба да имаме македонски општини. Не. Да имаме албански општини, да имаме ромски општини, да имаме српски општини и ред други народи што живеат, што не ги спомнат турци, босанци и така натаму, кои се дел од уставот. Што ќе биде тогаш?
Тоа не може да збориме за држава. Тоа е сегрегација. А Америка расчисти многу пред 60 И ние требаше години да расчистиме. со сегрегацијата. Јас мислам дека ме прашавте како да надминувам ова. Па не може државниот службеник да ја пцуе државата, бе. Тој треба да дава заклетва. Кодекс Докторот. има кодекс. Јас мислам дека треба да се постават одредби во нашите закони. Административецот, особено државниот службеник, полицаец, јавната администрација, војник, не знам што, не може да ја пцуе државата. Треба да се стави јавно во Facebook ја пцуе државата. Не е законски средено. Или го пцуе министерот. Министерот не е индивидуален. Не е Лулзим, не ти е Сотир. Никој друг, Стефан, не знам, другите индивидуи. Тој ја представува, извршната власт ја представува, односно институциите се дел од државата. Сед ние не го правиме ова кривично дело. Кој пример? Лулзим ќе го, или Сотир, ќе ја пцуе државата јавно на Facebook, него автоматски дисциплинска постапка ќе оди дома. Значи, најмалку што кога ние ќе почнеме ова да го стопираме, ќе почнат луѓето ќе се навикнат. Можда оваа генерација нема да ја сака државата, сите. Ама како ќе поминуваат годините, така ќе почнат да се проклонуваат кон незе. Така што јас мислам дека треба многу работи да се сменат за ние да почнеме да ги сакаме и општините после. Пошто на друг начин не можеме да ги сакаме ни општините. Ако општините ги сакаме општините, политичарите се убедуваат преку нивното влијание, перзуазијата што ја кажувам генерала. Да не подела. Јас кажувам на поединци луѓе и се познаваме, мислам имаме нормален однос. Да. Почит обострана е почит. Дури јас сум воодушевен од размислувањето на еден млад човек. Пошто ме праша преска за ова дел, затоа и го објаснив. Во кампањата, во делот што Дуј го има наметното, во овие локални избори, што не е во согласност со тоа што се локалните избори. Бидејќи тие промовират кампања што повеќе и личи на парламентарните избори, иако тие идеи се тотално забегани. За албанската кауза да не биде или не. Зошто бе? Зошто? Еве, ајде одиме на Чаир. Значи, 64.773 жители, 57.777 гласачи, 40 и кусур илјади албанци, 6.000 македонци, а составот е албанци 57%, турци 7%, роми 4%, бошнаци 4,5%. Сега, зошто Чаир? Оде Сарај, оде Чаир. Зошто Чаир ти го кажувам? Поставија работата to be or not to be. А не треба. Демек Османи или Незири. Зошто? Меджити, пардон, Меджити. Зошто? Еден од нив ќе биде. Сега, како подобро познавач од мене на општината Чаир, сепак се работи за кандидати албанци од Македонија, те молам твој коментар да дадеш, како ти гледаш, како се одвива оваа битка. За мене почнаа многу лошо. Почна надреално со прикажување на Чаир дека ќе бил Нью Йорк, дека ќе бил Мексико Сити, дека ќе бил Истанбул или не знам што, ама како ги следев, да ти кажам, некако полека се доближува до граѓаните избирачи и почнаа после нормално да се однесуваат, да го барат гласот на албанецот, на македонецот, на турчинот, на ромот, со тоа што кај Османи гледам една поделба. Едно зборува на албанците, друго зборува на другите. Ја да не зборувам, те молам, објасни ми го ова малку. И те молам, кажи ми кој е во предност според тебе. Доколку сакаш да ми кажеш. Многу работи, сакам да ги кажам у почеток, но бидејќи разговараме се за други теми. Ајде. Сега не се меша. Еден од најголемите проблеми во нашата држава е што ние дел од граѓаните не го знаат јазикот, односно па македонците малце повеќе не го знаат албанскиот јазик. Тоа е минус. И најголемиот па слушај, јас мислам дека јазиците се богатство. Најголемо богатство. Да. Го учиме англискиот, германскиот, зошто не го учиме и албанскиот? Зошто не го учиме? Па ја важам некој националист, ова ми е... Јас
мора да кажам нешто друго. Повели. Мора да го, ова многу е важно. Имаше еден тим билдинг правевме со синдикатот и во Молика бе во Битола. И А да, кога се јави- имавме обука во законот за вработење во јавниот сектор, новиот. И каде се критериумите за вработување, едно од критериумите, општите критериуми да бидеш државјанин на Република Македонија, нели е тоа? Вториот критериум, знаеш кој е? Да го познаеш македонскиот јазик и кириличното писмо. И јас го прашав тој, ова што е ова одредба сега тука, или ова точка. Кажете ми, како се докажува? Пошто за англиски јазик треба да имаш сертификат, а за македонски јазик што треба да имаш? Ха? Дека барањето си го пишал на македонски јазик, име и презиме и толку. Значи за македонскиот јазик треба да го има, да го пишеш само на името и презимето, иматичниот број, а за англиски јазик треба да го совладуваш. Значи некои работи ние ги вештачки ги правиме. И што е многу важно? Граѓаните треба да бидат запознаати сите. Бујар Османи прави две кампањи паралелно. И тоа го прави на перфектен начин, а за жал овој ден спијат и не може да го преведуваат, или па може дека ако го преведат па ќе изгубат наглас. Не го преведуваат, да знаеш. Приметив тоа. Да, ма кога ние правевме повеќе притисок кон јавноста, лично и јас, можда и другите, така што јас Два медиума те видов дека се залагаш за ова. Истото. Кај 5 минути не знам каде на друг медиум те видов. Значи и во Канал 5 телевизија само вистина. Значи ние мора да ги, пошто се локални избори, ние граѓаните македонци треба да знаат што зборува Бујар Османи. Бујар Османи ги бара тапиите, што ми ги земал македонците. Те слушав за тоа. Многу ми е интересно. И сака да има албанска општина. А од другата страна иде кај македонците и тоа му иде внатре по куќа и ги гледа на очи и ги лаже. И дека јас сум за албанци. И сега он ги бара гласовите од македонците за да оди да ги оценува македонските политичари. Ова е алогично, дури е спротивно на не само на демократските вредности, етиката, со моралот. На етиката Ова е дволичност, ова е лицемерие. Па слушај, ти оддавна го имале изгубена морала, така за нив не е важно тоа што го кажат. Но мислам дека граѓаните, особено малцинствата од СЕР, треба, пошто може да бидат решавачки и одлучувачки. 7 и 4, 11 и 5, 16% се турците, ромите, бошњаците, и кога ќе се додадат македонците, мислам дека може да одлучат да победи едниот или другиот. Ама дали ќе се случи тоа? Да, ќе се случи, па тие луѓе ќе гласат, на крај на крајшто ќе го користат својот глас. И сега анализа ме прашавте како мислите за Чаир. Да. Сега ќе збориме и с другиот. Ако се базираме од минатата година од парламентарните избори, во парламентарните избори, бидејќи за претседателските избори не може да се земе модус, бидејќи Бујар Османи беше од таа општина, а другиот кандидат беше од Гостивар, нали, сега што е во заедничко друштво тие двајцата, и ги берат тајпеите заедно, дури тој и по националист останаа тој Арбен Таравари, а па другите внатре во политичката, во таа конзорциумот го нападнуваат дека тој па не збори албански внатре во куќа, дека турски зборува, и сега не може на никого да му веруваш, но пред се, ако ги ставиш во еден кош, тие се сите лажговци во еден кош. И манипулатори. Се согласува. Значи во таа другата за таа другата страна, се најголемите манипулатори што би имал политичката сцена воопшто во историјата на постоење на Македонија. Во другата страна. Сите се големи манипулатори. А од другата страна... Препознаат тоа избирачите? Јас мислам дека имат силни медиуми, подкасти, аналитичари и умешно тоа го продават кај граѓаните. Да, ама едно приметив. Но ова борба... Неколку медиуми во Косово, извини. Неколку медиуми во Косово и 2-3 медиуми во Македонија од социјалните мрежи направија издржани анализи за она што говори Ахмети и што нуди Дуи, и мислам дека почнува работава малку да се нивелира. Продолжи. Зависи каде ги има линковите Ахмети. Повеќе има линкови моментално
во Албанија, а во Косово има помалце, но има повеќе медиуми. Но тие медиуми не се релевантни во Косово, особено со локалните избори, не знам, промовира дека другите политички партии победија, па сосема обратно, така што истите ги прават кампања и кај нас, им даваат сопорт. Но многу е важно кога граѓаните заедно ќе се борат против тие идеи, јас мислам дека ќе победат. Јас верувам на дуот на граѓаните дека за промените, односно да им стават ембарго да се враќат пак тие, да кажам, криминалците кои на криминален начин ја водат државата во войната и единствената цел им беа на нив да го злоупотребат службената положба и да крадат колку што можат од државата. Но не успеа да не крадат до крај, ме разбираш, тоа е најважно. Не, па ние треба да ги спречиме. И сега, ако правиме анализа од минатите избори, Изет Меджити, како носител на листа, нели за изборна единица 1, имаше 2.500 гласови повеќе од Дуи, односно од коалицијата. И рачунај таму, сега ако ги праш, добро што ги имаш тие анализи односно тие податоци таму по националност. Дуи беше во коалиција со турците, со ромите и со бошњаците. Ама се е растурена така. И сега е растурена, но тука е Армен Таравари кој нема повеќе од 700 до 800 гласа не стои добро во цел Чај. Не знам точно колку има. Од 700 до 800 заедно Зијадин Села и Арбен Таравари. Заедно двајцата. А јас мислам дека топ-тан не можеш да ги носиш гласовите во едно. И сега тие се минус тие. И плюс 2500 гласа плюс беше. И сега дополнително сега Артан Груби го нема. Ред други политичари кои беа од таму, кои се гонат за криминал и корупција. Куќен притвор. Мерки на предпазливост и така натаму. И тие ги нема. Ги немаш одредени бизнисмени кои купиле гласови, давале пари за кампања и така натаму. И сега кога ги немаш овие елементи, и после нема власта. Пошто Влен не беше во власт. Властовите на власт веќе тоа е многу важно. Ова е најважно. Ги нема алатките. Пошто ги немат алатките. Особено Министерството за внатрешни работи и ред други институции. Не, они ги злоупотребуваат тие алатки, ама тоа е тоа. Не, тие пример. Тие знаеш што ќе употребат? Кога го оперирал пример Бујар Османи од 2009 некога. Не знам кога последен пат оперирал Бујар Османи. Кога го оперирал тогаш кога го оперирал 2009 или бил во сала заедно со другите и ќе му се јави на телефон, знаеш кога ти го оперирав овој, знаеш кога го организирав за тоа, знаеш на фондот за здравство кога ти дава пари и ред други преказни. Па друго ќе му се јави, знаеш во биро за вработување кога те пријави. Па знаеш туѓа нега кога те извади за мајката. Тие ги користат овие. Јас кажам со факти и аргументи, не зборувам на памет. Слушај јавно имателно. Пошто јас сум бил во болница, чекаме таму еден инспектор од друга институција, чекаше ред за некој комшија да таму за да земе. Науката е емоционален сендвич. Кога се води нефер кампања, кога удирам на емоцијата твоја, те подсетувам што јас за тебе сум направил. Да. И имајќи пред сето ова, јас сум даден и во Влен, пошто Влен не може да испорача резултати, односно тие што има направено за година и кусур, особено со инвестициите во Чаир, а особено со намалување на криминалните банди, бидејќи во Чаир може да живееш многу побезбедно пред 2024 година. И тоа треба да им бидат заблагодарени на тие политичари кои ја донеса во една безбедесна ситуација општина Чаир. И јас мислам според тоа јас сум дадена прогноза, да ја повторувам, пошто да не кажам дека таму кажал нешто друго па во друго. Јас мислам дека разликата помеѓу Изет Меджити и Бујар Османи ќе биде од 3 до 5000 гласа во корист на Изет Меджити. Во зависно на тоа колку ќе бидат мотивирани граѓаните, особено малцинствата за да гладат за Изет Меджити. Предпоставувам ова и пошто си познавач на таа средина. Пред 2 дена Влајко наш колега го чув дека до 2,2% води Меджити. И еве во тој контекст ти похрабро одиш малку, што може би и нормално е. Може би и нормално е. Некако мене ми се чини дека Али Ахмети си го жртвува неговиот кандидат кој е несуден председател на Република Македонија, наместо да го кандидира за граначелник на Скопје, тој сега во Чаир го кандидира, ама
Па не може. Ќе му биде тоа горчливо кандидирано. Не можеше друг човек освен него да го извади. Одат со Бидејќи еве во оваа емисија ви гарантирам дека ако Бујар Османи изгуби во општина Чаир, а тоа веќе има препишано дека ќе изгуби, тогаш Дуј нема да постои во град Скопје. Ајде, ќе запамтиме. Знаете зошто? Знаете зошто? Што да го поврзам? Во општина Сарај, пример, пошто го спомнавте. Таму е кандидатот од страна на Алијанса. И тој се измислува дека веќе е лидер на албанците во Македонија и дека тој ќе го наследи Ахмети. Ме разбираш? А од страна на Алијансата за албанци. Таму веќе Дуј, кој ќе стане тој граѓанин, кој Дуј нема да имат пристап во општината. Да. Во Рачиново е многу интересно. Ајде. И таму мислам дека е пата ситуацијата. А ќе биде интересно и во општина Студеничани. Бидејќи таму еден кандидат е на Дуј, еден зависи на другите од Влен. И сега било кој да иде во втората рунда, освен ако испадне директно овој Дуј, ќе има и таму промени или ќе го води овој градоначалник кој е на страна на Дуј. Бидејќи да беше од страна на Дуј ќе го кандидира за градоначалник. Така што тој Сега ми целаш да те прашам, на последните локални избори Дуј има 11 градоначалника. Ќе достигне оваа бројка на овие избори? Не. Не? Добро. Знаете зошто? Добро. 16 градоначалници може да ги добијат албанците во ниво на Македонија. Малку повеќе. 16 до 18 зависи. Тој од старт е 7-0. За кого? За другите коалициони партнери, акционерите кои се во конзорциумот. Бидејќи 4 кандидати, ги има Арбен Таравари, а 3 ги има Зијадин Селја. Пошто таму не се знае кој е на кого му припаѓа политичката партија, сега ние ги знаеме по поединци, ме разбираш, пошто тие не може да се разбират внатре. И гледаш во кампањата. Ахмети или е со Зијадин Селја во еден град, или вториот пат кој ќе оди не е со Зијадин Селја, туку е со Арбен Тараве. Или се еден со друг. Не може да ги спои двајцата во тешко е, тоа не. Тие ќе бидат така артифицијално заедно се до локалните избори. Ако во Струга изгуби, а шансите да изгуби кандидатот на Зијадин Селја се многу големи и најверојатно ќе изгуби таму, тогаш ако па победи во Рачиново, мислам дека тешко ќе му биде и таму, тогаш Зијадин Селја треба да ја префрли партијата од Струга, да оди да живее во Рачиново заедно со својот градоначалник. Мои колеги од Струга ми кажуваат дека во водство е и си сигурна победа и независниот кандидат од Струга поддржан од Влен. Да, од Влен и од ВМРО да Твоето мислење исто така е? Исто е, јас мислам дека тој има предност пред се. Ајде одиме на друг терен, центар. Таму е друга битка. Таму е битката СДСМ со Знам. Еве состојбата, 45.000 жители, 43.000 и нешто гласачи, македонци 85%, срби 4,4, албанци 3,2, роми 2,1, турци 1, власи 1. Не знае во центар дека е вака шарена ситуацијата. Бројките не се изразени многу сем македонци, ама кога ќе собереш срби, албанци, роми, турци, власи, се доаѓа до 10%, што може би тоа ќе е одлучувачко. Твоето мислење да го чујам. Знам за прв пат се јавува на локални избори, трчи во 2 општини за градоначалник, Куманово и Центар, и во едно 50 и кусор општини има кандидати за советници. Моje мислење е дека првичен успех ќе има за советници, колкав не можам да предвидам, ама ќе биде солиден, а градоначалници веќе води 1-0, ја тврдам дека во Куманово ќе победи Максим Димитриевски, една група аналитичари на 2 медиуми ги гледам, упорно форсираат теза дека ќе изгуби тој во вториот круг. Баш сакам да го видам тоа и ако не се случи тоа, јавно ќе ги прозвам да размислат друг пат кога ќе кажат дека се аналитичари. Да размислат. Него секој може да размислува така. Секој може да размислува. Ајде да видиме во центар. Ама ти ако не погодуваш никогаш во животот, тоа не треба да се појаваш пред медиумите. Јас знам аналитичари кои излегуваат од телевизија, никогаш не да сме аналитичари, а помалку бабаванги, ја мислам, ама не они упорни се дека Димитриевски имал проблем. Јас знам каде ја вода таа вода, на која воденица. Овде во центар видиш што приметувам. Кандидатот си води на СДСМ посебна кампања, не е кампањата што ја води СДСМ безлична,
без дикција, без такт, без тон, без идентитет. Као си води своја кампања, што е добро, а не е добро, го видов пред 3 дена со кесење за ѓубре ја чисти општината. Не може пред кампања и за време на кампања се чисти општината. Општината се чисти 4 години. А од друга страна имаме ново лице од знам. Тие од центар не изберале вработен чист, што избере градоначалник. Ти малку посимпатично го кажуваш тоа. Градоначалникот е човекот што треба да ја менаџира работата, тој треба да вработува таму луѓе кои треба да чисти. Тој сам да оди да чисти. Тој може да чисти дома, ама да чисти Предпоставувам сака слика да остави за себе, ама више убаво ти кажат чистач. За пиар не треба за пиар, имаме многу луѓе во државата кои прават за пиар да чистат или да прават други работи. Или па да не го користат службената картичка за јадење и пиење што ги има репрезентативноста, па да краде од тендерот таму. Па и тоа не е добро. Така што јас мислам дека пошто кој е во предност, Герасимовски или Лабудовиќ? Лабудовиќ, знам, Герасимовски е СДСМ. Јас работам во општина Центар, локацијски таму. Не во општината, туку локацијата ни е таму од мојата институција што работа како инспектор. И горе-доле и ги знам малце работите. И ако анализираш од последните избори како биле резултатите таму, коалицијата знам ВМРО треба да биде во предност. Дополнително овие малцинства кои може се одлучувачки, може да биде одлучувачки. Но во центарта има втор круг, бидејќи има и независна кандидат, односно за не знам колку четворица. Се јавуваат и не е така лошо. Така што ќе биде во втор круг. Но вториот круг е тој кој е помудар за прајање на преговори. И знаеш што луѓето се на кои 20% од граѓаните тие што имаат право на глас, сегош треба да биде, сегош се настроени кон власта. Да. Јас мислам дека би требал да е Лабудовиќ во предност тука и без разлика на тоа што Центар традиционално повеќе го има добиено СДСМ, но веќе СДСМ е политичка партија буквално моментот без перспектива и без идеологија. Пред 2 дена ни се случи во изборната кампања Бранко јавление. Како што Заев се јави од Грција, Дубај и некој велат се вратил во Струмица, така Бранко без збор, Бранко Црвенковски, нашиот поранешен председател на Република Македонија. Имаше некоја заебанција дека најголемата во историјата најчудниот трансфер е направен Фиго во Реал Мадрид и Бранко Црвенковски во ВМРО. Добро, ќе се воздржам од ова. Не, ти кажам зашто. Дека е шега. Се вака. Но вака се. Овие тектонски промени, најверојатно и Бранко Црвенковски сфатил дека реалноста е сосема друго од тоа што го водил тој во минатото, односно неговата политичка партија која... Морам да те потсетам дека неговото членство во СДСМ тој си го замрзна. Пред 2 дена му одговори Филипче, крајно без веза му одговори, го потсети на неговата изрека или си СДСМ или не си. Па Филипче треба некој во партијата да му каже дека неговото членство во СДСМ, тоа е членството на Бранко Црвенковски, е само замрзнато. Него е вака сега, рефлексија. Не може да го измисли тој период кога Бранко Црвенковски бил лидер на таа политичка. Бранко се јавува во Охрид, седи со кандидат за градоначалник на ВМРО, со носител на листа на Знам. Јас тврдам дека ќе има ненормално големи рефлексии во Центар и во Куманово. Еве, ја потпишувам. Да не забораваме дека без да изговори ниту еден збор Бранко Црвенковски. Јас мислам... Ме интересира твоето мислење. Па слушај, ние и ги поделиме луѓето, јас ги слушам и во народот, како кажуват, бранковисти, на Шечеринска, на овој, на тој луѓе приврзаници што се поврзани, јас мислам дека таа лоби групата што го има пред се, тој бил лидер на таа политичка партија, бил председател на државата, премиер, така што тој се пак има линкови во цела држава. Јас предпоставам вака вели. Најдобриот лидер во Република Македонија. Тоа не случајно е кажано. Јас мислам дека тоа ќе рефлектира на ниво на држава, особено во општина Центар, но први да ги гледаме резултатите кои бидејќи ако ги анализираме со парламентарните избори, голема е разликата. Не, победи ВМРО таму. Победи ВМРО плюс и 3000 гласови имал Знам. Наташа Коклар минатите локални избори го доближи ВМРО и коалицијата до СДСМ. 1000 и кусур гласа. Ама да не забораваме, 4 години помина.
состојбите во Република Македонија сосема се сменија. Имаме смена на председателска власт, имаме смена на парламентарна власт. Дали не се затвара кругот каде да добиеме во центар смена и на локална власт? Еве, ставам прашалник ставам. Јас не го знам кандидатот Лабудовиќ, но луѓето што јас имам комуникации секој ден кажуваат дека човекот е интелигентен човек. Да. Сега нешто друго ќе ти кажам. И дека значи им дава дух на тие луѓе, односно надеж дека ќе победи и дека ќе се променат некои работи. Сега да не критикувам директно, пошто јас ги знам и подетално работите таму, бидејќи сум во таа општина и гледам се што се дешава, но јас мислам дека таа општина повеќе и личи на бизнис интереси отколку на слуга на граѓаните. На жалост. За жал. Со тие градби, па еве, не се прослави Герасимовски со ова кај хотелот Holiday Inn, па и некои други работи. Знаеш зашто го кажав? Не за Бранко Црвенковски. Не да кажам дека знам, не ја бива. Моќта на сликата. Ја тоа се уверив во моќта на сликата, дека една слика е вредна 1000 зборови. 2017 година, кога бев главен стратег во Кавадарци, кампањата на Митко Јанчев во ДПМН, ни пушти една верзија по социјалните мрежи и по медиумите. Митко Јанчев напуштен од ВМРО, му завртиле грб, кавга имало во штабот и ове он. Утврденца ми дават и ја гледам хаос. Ги собирам луѓето од образование, 60 на број, ги сликам со Митко. Ги собирам луѓето од социјала, 50 на луѓе во штабот кои се симпатизери или членови на ВМРО, ги сликаме, пуштаме 2 слики и само велиме. Тим број 1 кој победува, тим број 2 кој победува. Комплетна победа. Гласините, оговарањата, ова, она, невистините, манипулациите ги победивме со 2 многу јасни слики. Митко Јанчев во средината со луѓе од 2 многу битни области, образование и социјала. Тоа се многу битни области. Таа компарација ја правам 2017 и сега 2025. Јас мислам дека таа слика веќе е нокдаун за СДСМ. СДСМ и веќе тие ќе го губат и моралот за да излезат на гласање. Особено луѓето, особено кај тие луѓе што Бранко Црвенковски им бил идол во цел живот. Пред кампањата ја изанализирав, знам бидејќи ја сум близок со лидерот, не знам. Значи што приметив? Таму превладуваат спортисти, уметници, генерали, луѓе од науката, интелектуалци. Се тоа дисциплинирани луѓе. Спорт, генерали, војска и така натаму. Ако дисциплинирано си ја извршат работата. Да не ја забораваме хемијата од ВМРО ДПМН, во центар се смени работава, не се веќе губитници, јас мислам победа не знам би требало да има. Сега традиционално СДСМ таму. Еден од кандидати што е независен, јас мислам дека е во тоа лобито. Независен, пардон. Ја мислев еден што помага, Српче, ја мислам, ако отиде на десно, готово. Пред се Српче има големо влијание. Си извинувам вака што го кажувам. Да, така е познато со. Ако отиде на десно, ја мислам работата е завршена. Јас мислам дека тој бил бивш. Ова го зборувам како оперативец, теренаш. Да, и има луѓе и во теренот кои сакаат и мислам дека го е во страната на Лабудовиќ. Знаете што ќе биде предноста? Предноста ќе биде дека ВМРО ДПМН ќе згази во овие локални избори. Се одеме генерално. Генерално. Не, друга ми идеја. Тие бројката. Границата е 42 градоначалници во 42 општини. Ќе надмине ВМРО бројка? Мислам дека да. Заедно со знам ќе ја надминат бројката. Не, знам, максимум 2. Максимум 2. Тај гревата да не земат некоја друга општина овие другите политички партии. Не, ништо не е гревата, него ако си одработат, заслужуваат да си ги освојат. После уште по-гревата ќе биде за граѓаните кои ќе може да победат тие, пошто тие не знаат да просперираат општини, туку само да уништуваат. Знаете што е предност? За пример, ВМРО ДПМН, мојата анализа е сосема нешто на друга насока. Ако ВМРО ДПМН победи на прв круг, на повеќе бројните општини во ниво на држава, тоа ќе се случи тоа. И бранот ќе удри, тоа сакаш да кажеш, браво. Тогаш на тие помалите општини 2 недели се доволно за преговарање
и за реафирмација на позициите, односно да таму пошто партијата после ќе прават анализи кај ова е биде подлабоко послабиле. размислување. И после тие ќе ги насочат сите целиот арсенал во Ја лично одредени мислам ќе е доволен бранот што ќе уде. Победничкиот бран. Слушај, победи Сум го доживел. Да, и после кога ќе гледаш дека во цела држава победил, тогаш подобро да бидеш, знаеме како се нашите општини поврзани. Ако не се помогна од централната власт, тешко дека функционира. Тоа е во делот на психологијата и си во право. Да. Ај сега вака, да се прошетаме со бројки. На минатите локални избори излегле да гласаат 911-314 гласачи. Ќе достигнеме ова излезност? Да. На овие локални избори. Мислам Значи, дека ти си оптимист. Да. Знаете зошто? Пошто Тоа сега е граница 51%. Сите политички партии имат листи во ниво на ниво на држава, дополнително и овие независните кои ќе ја максимализират гласачкото тело да излегува на избори. Да. ВМРО освоил 320.000. Колку излезале од минатиот пат? Како? Минатиот пат колку било? На граница на 50. Треба да проверам каде, ама на граница на 50%. Што и не е така лошо, ако се земе во предвид иселеноста. Дали се да сама ќе достигне бројка од 250.000 гласови со кои освоија завиден број на советници на минатите избори? Или нема? Да. Не, јас мислам дека тие ќе се обидуваат барем да го постигнат гласовите кои ги имале во парламентарните. Ево, освоиле 396 советници, некаде 320.000, значи. Ама тоа не е репер за мерење, бидејќи тоа без разлика. Одиме, ја не мерам председателски локални, јас само ќе ги спомнам сега бројки, веве. Во локалните избори колку имале? Еве, за 396, значи без малку 400 партијани, советници им требале 320.000 гласа. 320? ВМРО, не, пардон, 266.000 се СДСМ. А ВМРО за 468, без малку 100 повеќе, му требале 320.000 гласа. А разликата е некаде околу 50 и не 50 и нешто илјади. За мене овие за СДСМ недостижни бројки ме интересира, за тебе дали се достижни? Не може. ВМРО допълно може да го потврди. Па рековме и ќе ги помине. Рековме дека 350 колку се? Или се коригираме. Да. Пошто знаете што? Парламентарните избори и локалните избори не се исти. Па тука те чекам, затоа не споредувам. Не се исти. Не споредувам со парламентарни. 2024 година имал над 460 колку илјади гласа. Кој? ВМРО да помине. Не, еве ги за парламентарни. Да. 431.251 глас. 43,23% од излезените освоеност. Да. СДСМ има 153.000, многу ниско е падната. Коалицијата ДУИ има 137.000, Влен 106.000. Левица има 67.000, што е без малку 7%, ама тоа е зголемување од локални избори пред 4 години, каде што има само 19 на без малку илјади гласови и 49 пратеник. Сега, ја мислам дека левица ова бројка ќе ја зголеми. Имајќи упреде слабоста на СДСМ, тија знам и независните атакуваат на нивните гласови. Ама левица знака че чара, може да чари во тие општини кај повеќе може да го креме гласот, бидејќи разликуваат гласовите за листа на советници и листа на како не 20-0 ќе губат. Еве да ти кажам нешто. Сакам твое мислење. Во 20 општини на левица има кандидати за градоначалници. Моја прогноза е губат во 20 општини. Твоја прогноза? Нема логика да. Согласуваме? Да, нема да добиват општини. Кај советниците мораме да сме сериозни, ќе имат зголемување од пред 4 години. Од 19.000, да, тоа е нормално и од парламентарните избори не може толку. Мислам, нема да им биде доволно зголемување, бидејќи изфрлија тој морбидниот слоган и црна кампања има полојна изборна кампања, тоа ќе ги кошта, според мене, Иако овој кандидатот за град Скопје за мене симпатично се држи, Мециновиќ, симпатично се држи, мислам ја за Грозова и Каја дури ја за Грозова. Дали ќе се случи тоа? Јас мислам дека тешко ќе биде битката за второто место. И жешко, најжешко. Да ти ја зова частам пијачка. И да знаеш дека си во право. Па, слушај, јас имам една
прв ќе го кажам во вашата емисија, ми Повели. мислам дека долго ќе биде битката во политичката сцена помеѓу СДСМ и Левица, која ќе биде втора политичка партија во државата и тоа ќе трае. Ајде да го видиме, мислам си во право. со години. Замислете СДСМ сега да изгуби. Јас сепак мислам се да сам ќе победи. ќе изгуби Во таа битка. Слушај, ако анализирате Левица, пример, во минатото, како се однесуваше, како се однесува после уредбата на Џо Бајден. Не може да правиш Ова не сум го размислил. Размисли, пример, Јас сум тој идеше против Ме НАТО, изненадуваш. против Европска унија, американците вака, така, излегаше со амбасадата на Русија. Памтиш во од центар? тој аспект, да. Не лобите. Сега, нели, рамковиот договор ќе го понишат през Спанскиот договор. Сите ќе ги вратат, ќе прават национална само македонци да бидат дел од власта, па тој ќе се пресметал со овој дуј и тап сега кандидат во општина Тетово и во општина Струга, односно во тие општини кои највеќе Гостивар немат или Кичево? Мислам имат таму. Мислам дека во една друга општина тоа формално знае тој Да, тие за сега да не биде А апел во Велес? Нема. па не, мене еден другар ми кажуваше албанец дека ќе видиш у Велес, ќе победи Левица. Нема кандидат. И тоа на прв круг. И му се јавев кога ги видов кандидатите, кажам, кај е од Левица бе кандидатот твојот? На твоите другарчиња? Да. Абе сега слушај, се договорили со другиве сега. А затоа имат рецимо во моја Кочани и така натаму. Знаеш што ме интересира, Лјулзи? Затоа ти кажам, таа политичката партија не може да прерасне, бидејќи за нешто друго е засновано, а го има сега е тргната на сосема друг пат. Не може да е националистичка, ултранационалистичка политичка партија да прерасне во демократска бидејќи концептот, матрицата така Ќе ти изненада. Левица многу сака власт, ама се прави да не дојде на власт. Во Во друга емисија ќе го ова Па ги имаме анализираме. на власт во локално ниво во Не, град зборев Скопје. општо зборев. Па истото, Они не се на власт, него учествуваат во мнозинство во Совет, тоа е малку поинаку. Значи, Ти има да се стратегија. омрсат, ако ќе дојде одговорноста, ги нема. Ти има Ги тотал- нема. Така да, не сум задоволен од лидершипот на Левица, до пред известно време, до пред година дена, додека не покажаа насилство, ја ги поддржував, сега не. Насилници не можам да поддржувам, иако за членството на Левица немам лошо мислење, раководството треба малку да го освежат. јас мислам дека Треба лидершипот да го освежат. Јас мислам дека лидершипот на Левица не разликува од тој од Дуи, иста матрица имат, иста идеологија Тука имат. негде се. Да. Од Така што различни не- аспекти гледано. Тешко дека тие ќе може да излезат. Тие може да земат гласови, но тие не се Не, дел мораме од сме реални, политиките. ќе имат напредок на овие избори. Ама не доволен за она што се кажуваат. Види како отидува во крајност. Народот сега, од кој видео дека со морбидност, она за мицковизмот, дека паѓаат и ајде се повикаа на народот. И ја денеска во колумна на Курир им велам, шо народот, како народот, за кого народот. Тоа е малку популизам. Ама добро, ајде да го оставиме. Да те прашам нешто за Дуи. Дуи на минатите локални избори освоил 105.900 гласа за Советите, Алијанса 67.000. Ако тие ги собериме механички, тоа е респектабилен број на гласови и дефинитивно они се победници. Состојбата е многу променета, Алијанса е раслоена, ја има на 3 места. Кај Таравари, кај Села и во Влен. Дуи не е тоа што беше пред 4 години. Дали овие бројки се достижни за Дуи и Алијанса, поточно како е сега национална Алијанса за интеграција? Пак се префарбаа. Беа европска, напредно нешто, по зборови, по вокабулар. А сега се национална, нешто конзервативно, нешто така. Си ги слушал веќе да ги спомнуваат нашите другари американци, нашите другари европјанци. Па таму добија васпитна. 1, 2, 3 добија. Им го скинал. Така. Им го сечал со ножици. Али Ахмети за живинарската фарма беше опоменат на почетоко и за војните овие филмчиња. Ги снема тие филмчиња, така да нема веќе. Толку заврши љубовта со Америка, со Соединените Американски држави, барем сега засега онака каква е воинствена, милитантна Дуи. Кога ќе се реформира, ќе зборуваме. Нема А да те се молам, реформира. коментирај ми ги бројкиве. Не се реформира таа политичка партија. Никогаш нема да се реформира.
Памтите емисија секогаш Ова е се преамбициозно кажано од твоја страна. не може никогаш да се реформира таа политичка партија. Таму е, знаеш што, тоа е Джингискан политичка партија. Кога Джингискан Добро, од 6 години, Јас сакам вакви метафори. Од кај ти текна ова Джингискан? па Джингискан тоа мисли тој нели во тој период имал империја и кога го Знаеш што значи Джингискан? Тој- Убаво го избрати тоа, него од кај ти текна сакам така. сега Халал да ти е. Господ ми дал таа интелигенција. Браво, драго ми е, драго ми е. Значи, Ја тој како повозрачен купувам од тебе. да, така што таму кога тој ќе го трнат од сцената, односно тој ќе се трне природно, тогаш тој ќе го стави клучот на таа политичката партија. Тој значи таа политичка партија е креирана со него и ќе заврши, На со твојот него. Джингискан, ја знаеш што ќе кажам, во колумна што мислам утре, кога? Понеделник да ја објавам, ја кампањата на Дуи ја нареков дизел кампања, дизел кандидати, дизел заграначалници, советници. А знаеш од каде доаѓа ова дизел? Пуцко Петро. Има еден друг израз, овој дизел е мој израз. Порк барел кампања, тоа е веќе американско, ама ќе го објасниме во следната прилика. Бројките те молам уште еднаш коментирај ми ги. Ќе ги достигнат овие бројки? Ево, да ти помогнам. Ја мислам нема да ги достигнат. Јас мислам дека се движат околу 105.000? 125 дуи се движи во ова бројка, може да се движи во ова бројка, можно е. Бидејќи знаеш што Одма да знаеш, тоа е победа на Дуи во советнички листи. Ако гледаш во кампањата и кога се на тие собери, многу има деца внатре. Многу деца Тоа и има. не е така дозволено. Многу деца има. Тоа не е 14, 15, 16, 17 години кои деца кои немаат право ни на глас. Тоа е злоупотреба на децата. Па, тотално злоупотреба на деца. Каде е Пирковска, како се каже таа од она организацијата? А ги снема. Каде се овие меѓаши? А не, прозора? зависи сега. И таму Трамп скинал и сега веќе ги нема тие. Така што Нема пари веќе за нив. Слушај, никој не работи без пари. За љубов до држава нема Ја многу без пари работам. Ама ние сме малци тие што ја сакаме државата, ме разбираш? И вложуваат од себе си. Не сите вложуваат од себе за државата. Така што јас мислам дека да, Дуи може да помогне со гласови. Знаеш, јас ти кажав и на почеток дека овие не успеа да воведат контрола врз многу сегменти во општеството. Но пример сега, ако Дуи победува во Газибава, не освоја градоначалник. Во Бутел не освоја градоначалник. Во Центар не освоја градоначалник. Во Ѓорче не освоја градоначалник. Во Карпош нема да освои градоначалник. Во општина Осковски да сакаш? Да. Шуторизари, да. Во и во Сопиште пример. Или во Илинден, аеродром, ти не добиваш ништо. Ти можеш да ги освоиш овој да победиш, односно да имаш пример 1200 со 100, 1000 со 200. И генерално или во Струга да победи на листата за советници, а да не освои градоначалник. Не победили во Струга, Или Тетово и во Чаир, Тетово готова е едноставно. Така што тие може да прогласат победа во листите, но да немаат градоначалници доволно кои ќе им донесува утре дента на парламентарните избори гласови. Така што во овој локални избори не смееме ние да паднеме во таа нивната политичка замка која ја надменуваат дека овие локални избори по дефолт значи дека ќе треба да бидат од власт. Тие единственото. Сега во март кажува дека ние ќе влеземе во власт. Еве, слушај ги сите, Бујар Оспорен, во март ќе влеземе во власт. Сега, дури сега знаеш што е? Сега веќе не кажува дека у март ќе има предвреме парламентарни избори, туку кажуваат во март ќе влеземе во власт. Бидејќи во минатото тие кажат дека ќе ја протуркат државата во парламентарни избори. Од на сцена дојде Мицковски на власт, ништо не погоди. Кога знаат дека тие Мицковски нема да им пропуштува, односно нема да има предвреме парламентарни избори, сега го смениле начинот на изјавите, односно на пристапот кон граѓаните, сега кажат у власт ќе бидеме у март. А дуј што кажуваше, пред избори нема веќе ние
ние да влеземе во власт, туку сакаме предвреме парламентарни избори па да влеземе во власт, сега другото. Сега од Марк каже ние први ќе влеземе во власт. Сега го промениле. Тие знаат дека нивното знаеш приказката е со тотално слепата кокошка и просото, ете тоа е тоа. Тентелисти, Да знаеш, да. да знаеш. Ова позитивна географија на Бајага, ете една метафора нова, моментално одиме во Карпош. Видов едно твое многу интересно размислување кај нашиот пријател, убаво се насмеав, ама не да го исмеам, тоа реално него е. логиката ти беше многу интересна. Овој пат ја нешто поконкретно ќе те прашам. 59.600 жители, 56.000 гласачи, округло, македонци 88, албанци 3%, срби 3%, роми 1%. Го имаме Стефче, го имаме мојот соименик Сотир, ја имаме господјата од СДСМ и уште некои. Што мислиш? Кој таму орото го води, а кој ќе победи? Па на која логика, тој не требаше ни да се кандидира први. Збориме за Стефче. Да. Не имаме човек кој е во црна листа во Америка. Да. Замисли сега, тоа сакам да го повторим вашата емисија. Стефче Јакимовски е ризичен за американците, а не ризичен за копрешанците. Па, те чув ја тоа што го кажа, така и ми беше интересно да видам. И сега, ти од Карпош, и после ја прав таа разлика помеѓу струганецот, албанецот, и овој од Крушопек Да, и од Сарај, земјоделецот, кој земјоделецот гласа за промени во 2024 година, а тој од Струга уште продолжа да го гласа Рамиз Мерко, кој беше во црна листа. Сега испаѓа дека тој земјоделецот од Сарај е попаметен од интелектуалецот од Карпош и од тој од тоа е Струга. понудата. Но Јас тоа сум е внимание те реалност. слушав. Тоа е реалноста што ја имаат нудот. Ти треба да одлучуваш дали сакаш со тој од црна листа да ти биде градоначалник или сакаш човек што е успешен во својата професија или пред се нема таква дамка, ниту па има и кривични пријави против него. Така што таму ќе има сигурно втор круг, но ќе видиме битката како ќе биде помеѓу СДСМ и Стефче Јакимовски, кој ќе влезе во СДСМ. Ако се вратиме во парламентарните избори, битка зависи кој ќе влезе во втор круг. Да, во парламентарните избори тој немаше гласови. Стефче Јакимовски едва и дури и за председател на држава. Да, тоа беше промаше, ја им го реков лично, тоа не му го кажав. Но сега треба таму ќе има втор круг. Јас мислам дека во центар. И душтото му е многу интересно, извини. Значи направил коалиција која нарекле искуство за победа, а тоа му се ЛДП, ПЦР, Интегра и Гром. Ја искуство гледам само во Стефче, тоа мораме да му го признаеме на нас за 30 години. Сето друго е негативно искуство, така да името на коалицијата по мене е промашено и едноставно ја него го доживувам како последен мохиканец од старата гарда кој очајнички се обидува да направи уште една победа и лично мислам дека ќе му биде многу тешко. Толку би застанал за да не бидам субјективен, бидејќи ми е пријател. Сега да видиме, јас ви кажувам дека тоа ќе има втор круг и во центар и се ќе зависи после од преговори. Но многу е важно кој ќе биде прв, кој ќе биде втор. Па можеби во прегрупирањето за вториот круг и не е толку важно, тоа е моје мислење, ама за мене едно е битно. Имаме ново лице таму имаме. Сотир Лукровски. Непознат во политиката, кристално чист, не му извадува афера, што е зачудувачки за нашите изборни кампањи, докажат менаџер, не треба ли малку и да новите личности да им дадеме предност? Па јас тоа го кажав. Да. Повеќе не можам што да кажам. Значи, кога еден човек е ризичен за американци, зашто да не би било и за нас? Добро, ја тоа се трудам да не го коментирам и така. Ама ти слободно, како аналитичар. Од 2 милиони луѓе баш него го нашле? Па добро. Ти... Они најдобро си знаат. Ај вака сега. Сега малку за политичкиот маркетинг, за социјалниот маркетинг, за брендирањето, ама што сема накратко. Имам чувство дека одредени политички субјекти и фактори учесници во оваа изборна кампања
употребуваат погрешен политички маркетинг за социјален, да не зборувам, дури мислам и не знам што е социјален маркетинг, па така да некои нивни спотови малку смешни ми изгледат и некои нивни изјави, јас го велам дека тоа е политички маркетинг кој глупавите ги прави паметни, трезните пијани, не, пијаните трезни, а грдите убави, ова грдите убави не во вистинска смисла на зборот, него ете, човек кој нема вредности, они го представуваат со вредности, во таа метафорична смисла. Што мислиш ти за политичкиот маркетинг, што најголем број на политички партии, секако честно исклучоците, концептуалните предлози на ВМРО се на многу високо ниво, тука некаде се знам, не се лоши да бидам искрен и влен, еден глас, твојот глас вреди. Значи, удират на вредност, одат директно, гледам јас тука, дури би рекол и политичка филозофија, ама се согласуваш ли дека овие што очајнички ни кажуваат дека се најдобри, а во 7-8 години наназад покажаат дека не се баш така добри, сега со употреба на ваков политички маркетинг се брукаат. И тоа е некако како бумеранг им се враќа. Слушай, тие со само пример, немаат ни надежда дека ќе победат и јавно го кажуваат тоа. Единственот надеж каже еден глас да земеме повеќе од парламентарните избори. Тоа и се надеват, тие не се надеват. Ако е така нема да земат. Тие знаеш што ќе тие ќе прогласат победа денот на изборите. Да. Не, тоа дуи ќе направи. Не, и тие ќе прогласат. Немаш. Знаеш каква победа ќе победат? Немаат број. Дека ВМРО има помалце гласови од парламентарните избори. Еве ви гарантирам, еве емисијата се Ама ова не се снима. парламентарни? Ама не, тие кои ќе има еден глас можда повеќе од парламентарните избори ВМРО да победат, тие ќе прогласат победа. Памтам ми го зборот. Ево вака јас. Вторин момент. Добро, извини. За ме прашавте за маркетингот. Ајде, тоа ми е битно да ми одговориш. Две Бидејќи ти правиш многу интересни анализи правиш. пример у Косово мора да правиме пошто Да. не знам кој ќе ги Го прават правиме тоа и привршувам, имај го тоа предвид. У Косово, кога имаше парламентарни избори пред 4 години, 4 кусу години, знаеш каков спот имаше? Автобусот се расипал автобусот, овие излегот од автобусот и го туркат автобусот. На тие бившите политичари Тоа е филм кој тамо пева. кои во од југа. кои моментално се во хак тие. Нели беа тие челници на таа политичка партија. Мене ме чуди во само влечат еден коноп, двајца млади влечат еден коноп. Што филозофија е тоа сега децата мислат дека јас мислев дека тоа е некоја заебанција. Не, се борат. Не, јас мислам дека тоа е некоја заебанција за во градинка. Искрено да ви кажам, кога го видам дури не можам да го верувам јас, кога го гледам влечат некој конопче, да се чудиш што влечат. И се вртат таму околу. И друга ситуација кај во една куќа, стара куќа таму со бурмашини со такви работи да ја поправат старата куќа. Мене Епа градат дом. Нивната метафора е да го изградиме кој дом. Епа тој што го срушија 7 години. Домот кога се срушува да се гради. Името. Треба да се тепне целата новата градба да направиме таму. Така што овој ми беа слушај, овој дуи да не зборувам кампања, на Влен мислам дека кампањата им е Јас се разликуваме за кампањата на Влен. Те посмотра во некои други медиуми, можеби недобро ја изведуваат, а имат добро смислена кампања. Сега јас зборувам малку и како човек кој пишува книги, кој создава слогани. Слоганот е многу добар. Имат многу добар слоган. Ти имат најдобар слоган од сите политички партии. Добро. Прочитај мојата колумна ќе што напишав. Не знам, не сум го читал. Има најдобар. Како во изведбата е малку. Но во не ми си убедителни изведбата и во начинот на преносот на резултатите кај граѓаните тука, знаеш зашто немат пиар. Немат пиар човек. Па нека поработат малку. Ајде вака сега. Што би кажал за политичката филозофија прво човека, потоа градоначалник? Јас мислам. Дзирни го. Орце. Ѓоргиевски. Јас сум ја видел, пошто гледам јас нон-стоп. Не најдов друга ваква програма, иако сите други кандидати од ВМРО имаат своји програми. Еден од најдобрите слоган што сум го слушал во животот. Првин човек, па после градоначалник, бидејќи пред се треба да бидеш човек за кој не како реќе најважното. Ова мене ми доаѓа како не знам кој медицинска етика. Јас не знам кој. Секиваш на Еце Хомо, создателот кога кажал, еве го човекот. Така да ова е голема работа, да знаеш.
сега граѓаните треба да го препознаат. Јас прв пат го слушам овој слоган, не знам кој му го нашол, односно, но пред се јас мислам дека е многу добро. Ќе се распашам, но пред се па на кафе пиење ќе ти кажам. Не само прво како ова слогана што е сигдата прво човек па потоа градоначалник, но и како човек јас мислам дека ова му е слоганот од тоа што го правеше во општина Киселовата. Јас живеам таму и можам да ти потврдам. Бидејќи секогаш беше со граѓаните. Јас памтам еден излагање негово во општина кога беше многу болен, ја памтиш валјда, кога беше од грип болен, отишол таму и за интересот на граѓаните беше присутен во заседанието, мислам дека на советот на општина Кисела Вода. Јас верувам дека ќе победи, тоа не е тема за дебата денеска. Добро. Но јас мислам дека како успешен градоначалник и човек од теренот и со граѓаните, јас мислам дека ќе. И не знам дали сте го приметиле во кампањата, јас приметувам нешто друго. Човекот 24/7 работи. Значи колку постови само ги има на ден со средба со граѓаните. Најдинамична кампања. Не може никој да го прави тоа. Најдинамична кампања. Значи, само сликите да ги гледаш, до крај не можеш да ќе трошиш ти повеќе време. Тоа е моќта на сликата што зборевме. Така што јас мислам дека ќе направи големи реформи, но пред се да го врати градот во нормала, а пред се во градот да биде чист град. Знаете зошто? Јас затоа што е нечист. Не дека не е чист. Секој странец што иде кај нас, дури се чуди и каже многу е прљав градот. Така што ние ако продолжиме, тоа не сакам се повтори. Нека ако продолжиме вака да биде градот, јас мислам дека ќе ги изгубиме и странските туристи кои може да дојдат. А не смееме да ги изгубиме, многу се на број доаѓаат. Скопје е прекрасна туристичка бренд дестинација, Охрид и сите други. Људзим, јас сум задоволен од твојот настав во нашава емисија. Не знам ти дали си задоволен. Одевме и конкретно, одевме и генерално, не успеавме се што замислив да опфатиме, ама тоа секој пат така бива, премногу сме амбициозни. Јас тебе ти благодарам. Дали сакаш нешто за крај да кажеш? Нагла, ја и ти не сме политичари, ама е на избирачите се наоѓаат за 2-3 дена пред избори, вечер завршува кампањата, така да им даеш некој совет или да ги поздравиш, едноставно. Пред се прво ти благодарам за поканата уште еднаш. Уште еднаш ќе речам, добро дојден си. Ви благодарам. Вториот момент е што двајцата ние сакаме да говориме малце повеќе од својот говорник. Можда јас малце сум посмирен во смисла дека во секој случај имаш и помлаци, повеќе енергија имаш. И плюс ти имаш така посилен глас од мене. Јас сум малце потивок. Да. Но на граѓаните би им порачал да размислуваат кога ќе одат пред гласачкото место. Да им се вратат тие на делови од секунда, бидејќи имат време кога да кружат, но пред се на тие општини кои се мешани, јас мојата порака е, особено таму граѓаните кои се малцинство во тој општина, условно кажано таму, односно кои според твоите анализи што ги имаше по процент на македонци, турци и другите, треба да гласат за заедничка општина, со цел да имаме заедничка држава и пред се да ги гласат луѓето како кои се докажале во нивното владење и да прават разлика од уништена држава и просперитетна држава. Браво, ни додавам, ни одземам. Еден дел коментирам, како ме критикува сопругата, истото и така, не позитивно ми искритикува, ќе се потрудам помалку да зборувам. Почитувани гледачи, ова беше подкаст Радар, ова беше нашиот гостин Људзим. Јас сум Сотир Костов, се гледаме во следната емисија. Довидување.